Добар ден, почитувани гледачи. Последен ден во овој викенд, вообичаен термин резервиран за нов ден утринска програма. Денеска разговараме за една интересна тема, односно Сдружение за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива, а наш и ваш гостин е господја Благица Димитровска. Добар ден и добро дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Еве за обичниот гледач да појасниме што значи овој наслов. Насловот го отликува, всушност ја отликува мисијата и визијата на нашата организација, односно ние живееме во едно општество каде што се промовира и постојано се зборува за инклузија на лицата со попреченост. Но според нас ова е дури на почеток од инклузијата и треба подршка и на институциите и на локалната заедница за да навистина станеме едно инклузивно општество каде што лицата со попреченост ќе ги практикуваат сите права загарантирани според Уставот, законите, но и Конвенцијата на Обединети нации за лицата со попреченост. Значи, оваа конвенција од нашата држава е подпишана во 2006 година, ратификувана со се опциониот протокол во 2011 година, но се уште речиси ништо не е направено во однос на правата на оваа категорија. Може да појасниме попрецизно колку има лица за попреченост во Куманово Република Македонија? Има ли некоја бројка? Точна бројка нема никаде. Ние неколку пати правиме истражување на цела територија на Република Македонија во однос на нивните права. Дури имаме подготвена и една јавна политика која е предадена во институциите. Истражувавме во 8 области каде што токму и баравме која е бројката во Република Македонија. Се обративме до сите институции кои се на некој начин водат некаква евиденција. Никаде нема точна бројка, ниту пак може да кажат колкав е бројот на оваа категорија на граѓани по возраст, пол или било кој друг податок, затоа што нивните регистри се ограничени само на поволностите што ги добиваат од таа институција. Например, во Министерство за труд и социјала има евиденција колку деца користат посебен додаток, но после 26 години таа бројка се губи бидејќи преоѓаат во туѓа нега, каде што се и старите изнемоштени лица кои користат туѓа нега. Значи, тука доаѓа до дисбаланс помеѓу тие категории? Така. Исто така многу работиме во однос на правото на глас и правото на избор на лица со попреченост и мислиме дека тука ќе дојдеме барем до една бројка на гласачи со попреченост, баравме бројки, но и тука никаде не се евидентира колку лица остваруваат право на глас и тука доаѓа до мешање со болни и изнемоштени лица, бидејќи користењето на правото на гласање во домашни услови го користат заедно со болни и изнемоштени лица. Никаде точен податок, единствено на што не води е истражувањата на Светска здравствена организација. Најновите податоци се дека 15% од население во било која земја има некако вид на попреченост, а во земјите во развој бројката е поголема. Ние сме земја во развој и 15% бројката не е мала, за да бараме поголеми права на оваа категорија на граѓани. Тоа се надевате ли лично дека конечно ќе се реши и оваа работа, бидејќи мора да се знае точниот број на овие луѓе? Ќе се реши единствено ако во нашата држава се направи попис, како што беше започнат пописот во 2012 година, каде што имаше графа
Дали во тоа семејство има лице со попреченост и како вид на попреченост. За жал, овој попис пропадна. Од тогаш наваму не е направен. Се зборува сега дека набрзо ќе се прави попис, се надеваме и ќе бидеме упорни за да се стави повторно графата. Дадовме неколку предлози во институциите, но нема почнато ништо, да се соберат податоци од матични лекари, бидејќи секој граѓанин на Република Македонија има матичен лекар, каде што лицата со попреченост ги носат основните документи, но сепак таа иницијатива се уште не е ни започната. Добро, се надеваме дека ова 26 годишна голгота ваша ќе биде разрешена, односно ќе се знае точниот број на овие лица. Да се вратиме, од кога ова постои издружение инклузива и кој беше главниот мотив да го формирате? Знаеме дека секој сте имале маки во животот и тоа ве потикнало да го направите ова издружение со единствена цел да ги овие лица што поблиску доближите до граѓаните. Како ви оди таа работа? Па, како што знаат, речи си сите дека сум родител на возрасен син со попреченост, еве и овдека кажувам, јас сум родител на 34 годишен син. Како настана попреченоста, не само тој да е сегрегиран и изолиран, туку и целото семејство, но сепак ние сме едни од ретките семејства кои се борат за напредокот, но јас се вклучив во невладини организации пред 30 години. Значи, Александар има 34 години, јас веднаш се вклучив. Од 2005 единствена моја професија е работата во невладини организации. Така да, ете едни предрасуди и отфрлања од средината, но и од институциите, побудија кај мене желба да направам нешто, дури можам, за да биде подобра. Не само јас, туку целиот тим во инклузива работи баш на инклузивен пристап. Овие лица да се вклучат во локалната заедница, да се создадат основни услови за нивно вклучување, но и во општеството, да живеат како сите останати. Значи, што се залага инклузива? Да ги вклучи најпрвин во предучилисните установи, во образовните установи, понатаму да бидат вклучени во сите културни настани, во вработувањето, за да можат самостојно да живеат. Кај нас се уште се гледа од еден здравствен или медицински модел, што веќе не се практикува во светот. Во светот се практикува социјален модел. Овие лица не се болни, нивната состојба таква каква што е, не се лекува и останува попреченоста до крај на животот. Треба и имаат право да има услови. Поаѓајќи основно од ние во наводници здравите луѓе, ако не сме образовани, ако нема услови да излеземе надвор од својот дом, попреченоста и кај нас ќе настане, а не кај едно лице кое со попреченост се живее во 4 зида дома. Какви резултати имате? Вие имате специализирани лица, ако може така да кажем, кои идат дома кај тие лица и им помагаат колку можат? Значи, во Куманово започна да се имплементира една нова услуга, која се вика персонална асистенција. Оваа година, на почетокот, од владата на Република Македонија беше донесена програма за персонална асистенција и Министерството за труд и социјала распиша повик, каде што ги повика здруженијата на граѓани да аплицираат за да добијат согласност за водење на таа услуга. Значи, ние аплициравме и ја добивме согласноста во мај 2018 и од 1 август веќе започнавме со работа. Персоналните асистенти посетија 3-месечна обука, на која се обучени преку верифицирана програма и добија сертификати од Министерство за образование, кои се признаени и може да се јават во здруженијата за даватели на услуги. Така да ние кај нас имаме персонални асистенти кои даваат
персонална асистенција на лица со оштетен вид и на лица со телесна попреченост, бидејќи самата програма овој пат е со ограничување на тие две категории, бидејќи е пилот програма. Така да ние како провайдер веќе работиме 2 месеци со персоналните асистенти, а тие работат со лицата, корисниците на услугата. Сега за сега успешно ја даваме оваа услуга, задоволни се корисниците, но понатаму мислам дека повеќе ќе се развива и ќе влезат и оние категории кои не се офатени сега. Значи не се офатени лицата со интелектуална попреченост и комбинирани пречки, а им е многу потребна, бидејќи ова услуга се дава во домашни услови, се дава во образованието, се дава при вработување на лица со попреченост, значи може персоналниот асистент да му дава подршка, но и вклучување во локалната заедница. Односно посета на сите културни настани, едноставно да излезе како сите млади луѓе да се вклучи во животот на нашата општина. Ова е една услуга која во светот е многу развиена и највеќе се практикува, бидејќи индивидуално на секој лице му се дава. Тука е на почеток, 7 града се само офатени, каде што за среќа и Куманово е офатено. Понатаму се надеваме дека ќе се шири. Рековте само 7 града, а во Европската Унија насекаде во секое место тие лица си имаат вакви луѓе кои им помагаат во секојдневниот живот. Значи во Република Македонија тој проект е мора да се расшири помасовно, да допре до секое населено место, бидејќи на тие луѓе им е потребна помош. Така, ние информациите се дека во моментот се подготвува нов закон за социјална заштита и персоналната асистенција дека ќе влезе во законски рамки. Се надеваме дека ќе биде така, затоа што некоја услуга која навистина дава инклузивен пристап кон оваа категорија на граѓани, но од друга страна дава можност и за нивно вработување, но и вработување на семејството. Значи семејството ќе биде ослободено тој период додека персоналниот асистент ја дава тоа услуга. Само допрва треба да се развива. Еве, господин Димитровска, јас имам еден пример во мојата фамилија. Мојата тетка веќе има дете 37-8 години. По грешка на лекарите, детево денеска е парализирано и живее колку што се живее, што се вели. Меѓутоа и вашиот случај е доста интересен, како што рековте со Александар. Повторно, грешка на лекарите од тоа време придонесе да вашето дете е тоа што е денеска. Така, моето дете се роди здраво бебенце на 6-месечна возраст, без никаква најава, падна во кома. Јас бев доста млада. Нормално секој родител ќе се обрати во здравствена институција. Во болницата не му се пружи на времена помош како на пациент, бебенце, кој допрва треба да живее, туку едноставно тоа му го кажале на мојот сопруг дека треба да биде присутен, детето ќе почине. Едноставно го чекаа да почине. Тоа било 82 година, така? 84-та. 84-та. Месец дена бевме во болницата, мене никој не ми кажа, иако прашував безброј пати, што е болеста на син ми. Дури кога не отпушти од болницата, како здраво дете без последици, дознав дека прележало запаление на мозок, вирусно, што се вика енцефалит. Нормално, како секој родител, ние сакавме да го испитаме. Отидовме во Скопје и таму започна нашите голготи. Значи, се започна со експерименти, со секој ден нови лекарства, од едно живо бебенце кое почнуваше да седи, стана труп. Се обраќавме секој месец на контроли, на 2-годишна возраст, ни рекоа дека треба да го сместиме во Демиркапија. Ние не се откажаме, тоа е наше дете и никогаш нема да се откажаме. Побаравме
совети од разни клиники во поранешна Југославија, бидејќи тогаш беше Југославија. И Александар проводи на 3,5 години, нагло почна да напредува. Доцеше во развојот, но ке беше целосно самостоен, затоа што на 8 години веќе почна и буквите да ги препознава и работевме многу со него, но судбината е непредвидлива, скрши нога, каде што мораше да има хируршка интервенција и отидовме во Скопје на клиника. Иако ги носевме сите документи, со нас не поразговара анестезиологот, се случи докторска грешка, каде што во анестезијата на Александар имало содржина која не се дава на луѓе кои веќе имаат некоја прележана болест како што имаше Александар. И од тога и наваму се јави епилепсија. Епилепсијата допринесе да ние престанеме со сите оние работи кои ги работевме каде што треба напрегање интелектуално, бидејќи секој ден се зголемуваа нападите. Дури односот на медицинските лица беше многу лош, ако кажев дека терапијата не е во ред, толку беа суетни што ми се обраќа на начин дека јас не сум лекар, дека тие знаат, но јас живеев со детето и уште живеем со него и не може никој да каже каква му е состојбата, освен нас, семејството, кој 24 часа со него. Иако се бориме со сите тие проблеми од страна на медицинската сфера, интелектуалната способност кај него остана доста јака. Вклучен во многу работи, но сепак има некоја сегрегација и неподигната јавна свест, затоа што било каде да се појавиме се уште, иако малку намалено, не гледаат како светско чудо, што се случува на многу родители кои емоционално го преживуваат многу лошо и се затвораат во своите домови, но и нема услови каде да се вклучат. Значи, тоа време јас кога со Александар имав такви проблеми, ниту можеме да посетуваме училиште, ниту градинка, ниту ништо, значи остана без образование. Кога почнавме дома да работиме на неговото образование, се случи тоа што се случи, престанавме и ние, но израсна еден прекрасен човек, млад човек, кој ништо во него нема злобно, туку не научи да бидеме луѓе. Значи, кај него се е чисто како солза. Толку умее да се заблагодари на мали работи, што ние возрастните тоа не го умееме, ние безпопречено. И тоа е мотивот што јас толкави години се залагам за човекови права на лицата со попреченост. Поаѓајќи од моето дете, проблемите во моето семејство, и дојде период кога морав да оставам професионална работа, но не останав дома, туку се посветив на оваа работа и се повеќе имаме успеси како здружение. Како се финансирате? Знаеме дека во денешно време тешко оди на тоа поле на секого, меѓутоа вашата мисија е хумана, човечка, благородна. Ви помагаат ли овие приватни компании во градот? Значи, компаниите, да. Кога ќе се обратиме за било што, не вратиле до сега, но тоа е еднократно. За оваа категорија на граѓани треба долгорочно, затоа што можеме многу да допринесеме. За прв пат со персоналната асистенција имаме поддршка и од институција, односно од Министерство за труд и социјална политика, но и од општината. Министерството предвидуваше и предвидува поддршка на здружение, каде што исплатата на персоналните асистенти кои ја даваат услугата доаѓа од страна на Министерството и за нивните патни трошоци.
Но во секое здружение кое доби согласност, основен услов е да има ангажирано координатор, кој е стручно лице и кој ги координира персоналните асистенти, немаше обезбедено никакви средства, туку требаше да одбиваме од и така малите хонорари на персоналните асистенти. Ние се обративме до општината. Општината обезбеди до нова година колку што е предвидено сега за персоналната асистенција и сега сме во преговори да поднесеме програма за следната година. Тоа е еден најубав начин кој функционира насекаде во другите земји, односно и во земјите на поранешна Југославија. Во Хрватска сите услуги, социјални услуги за лицата со попреченост ги водат Сдружение на граѓани, бидејќи тие имаат најголема експертиза и искуство во оформување на нови, иновативни, но и корисни услуги. Се надевам дека и нашата земја ќе ги следи овие препораки наши, за да и ова услуга продолжи да работи, но и да се развијат нови и да се делегира надлежноста на локално ниво. Значи да се децентрализираат социјалните услуги. Ево да кажеме на нашите гледачи, каде се вашите канцеларии, имате ли услови за добра работа, бидејќи можеби се наметнува прашањето да имате уште поголеми простори? Секојдневно нашиот обем на работа се зголемува. Се повеќе имаме членови, но и корисници на услугите, бидејќи не е само таа услуга ние што ја нудиме. За жал не имаме собствени канцеларии. Имаме канцеларија која е некаде околу 22-3 квадрати, која е баш за канцелариска работа. Немаме простор каде што би развиле услуга, каде што секојдневно би доаѓале и семејствата и лицата со попреченост, иако секојдневно доаѓаат за било кое право или некоја услуга, но за поголем обем на активности не требаат поголеми простории кои би ги обезбедиле да бидат бесплатни за корисниците на било која услуга. Се обративме до општината, во моментот нема таква просторија која би можела да ни се даде, бидејќи специфична категорија, нас не треба пристапен простор, каде што нема скали, каде што може да влезат и лица во количка и сите останати. Значи, во моментот тоа е еден наш голем проблем. Се надевам дека ќе се изнајде решение и на овој проблем. Меѓутоа, една компанија покажа доблес за ова што го работите и веќе вработи неколку лица од овој проект и тоа е за секоја похвалба. Значи вака, ние имаме искуство во вработување на лица со попреченост уште од 2012 година. Тоа беше преку проект кој заврши во 2016 година. Ние ова услуга продолживме да ја даваме на лицата со попреченост без оглед дали е со проект или вака на волонтерска основа. Секојдневно се зголемува бројката на вработени лица со попреченост во Куманово. Имаме во повеќе компании во Куманово вработени лица, но имаме и неколку каде што никогаш досега не биле вработени. Еве, например, Доминас или ресторанот Корнер и Бабацана, кои никогаш не беа во допир со луѓето со попреченост и никогаш немале вработено лица со попреченост. Сега можам да кажам дека имаат 7 работници и бараат уште од нас. Нормално, кај нас имаме една дата база, каде што се нивното образование, нивните способности, сме направиле проценка која водиме и надополнуваме секојдневно. И штом ќе се укаже можност, ги праќаме на интервју на работа, оние кои можат самостојно да отидат на интервју, на кои им е потребна наша поддршка, еден од тимот заедно оди со лицето на интервју. Тоа е во тој дел. Сега очекуваме од друга компанија да ни извести, бидејќи имаме пратено лице на интервју и е земено во предвид, да ни известат од кој датум ќе го вработат
Исто така, компанијата Здраве Радово никогаш немаше вработено лице со попреченост. Таму веќе имаме 4 години како работи лице со попреченост, кое беше во голем социјален ризик. 20 родители со попреченост со 2 деца со попреченост, каде што беа социјален случај. Сега момчето го издржува целото семејство, но и самостоен. Тоа е основата од која ние поаѓаме. Што посамостојно и вклучено во сите текови каде што живеат нормални луѓе. Ова на некој начин и вистински бенефит и вие што го работите целиот овој процес и самото вработување на некој начин ќе придонесе тие луѓе да веќе бидат инкорпорирани во самото општество. Така, вработувањето им нуди можност да се најпрвен да се чувствуваат корисно. Ако не си вработен, ако не допринесуваш, ако немаш основни средства за живење, нормално е дека не можеш ниту да се вклучиш било каде. Другото нешто е што работи со другата, во наводници нормална популација, нас се нормални лицата со попреченост, и живее еден социјален живот заедно со другите. Значи се вклучил, економски зајакнат, значи може да купи што му треба, но и може да оформи свое семејство. Кога се чувствува корисно, кога има економска стабилност, како сите нас, постои можност и да создаде свое семејство, за да утре нешто и тој осети од семејниот живот. Било кој граѓанин сака да живее со своето семејство. Исто и лицата се попречени. Меѓутоа, има и некои уште подобри работи, ако може така да кажем во наводници. Една девојка или жена, како да ја кажеме, веќе отвора своја компанија, односно своје предпријатие и таа ќе работи што на некој начин вас веќини среќени и задоволни бидејќи сте успеале тоа девојче или жена, како да кажем, да го... Така, имаме повеќе наши прекрасни волонтери, лица со попреченост, кои веќе подолг период допринесуваат во нашето здружение со нивната волонтерска работа, но се и во извршните органи на друженијата. Тоа се младите луѓе со попреченост, со различни вид на попреченост, каде што се повеќето студенти. Веќе студенти. Ова приказна на девојче кој нагло го губи видот во средно образование и најпрви требаше психички да се зајакне. За среќа се обрати кај нас. Покрај нас многу брзо ги совлада проблемите што и беа во моментот најголем проблем. Емоционално и психички зајакна, матурираше и помогнавме да одлучи што да запише. Запиша логопедија. Во целиот период и пружавме поддршка со информации што ја следува како лице со попреченост. Значи, тие, чисто да ги информираме и останатите кои не се обратиле до нас, не плаќаат партиципација при запишување на било кој факултет, имаат предност за запишување, кој факултет сакаат. Исто така студентскиот дом им е бесплатен. Ние како здружение им обезбедуваме бесплатен превоз до Скопје за патување го оние што живеат во Куманово, но има и здружение со кое ние соработуваме во Скопје, што им обезбедува бесплатен превоз во Скопје. Исто така комуникацијата со нив многу значи. Девојчето дипломираше и сега по новата програма на UNDP за самовработување отвора сопствена фирма во Скопје, каде што ќе нуди логопедски третмани на деца со попреченост и на деца без попреченост. Уште го слушаме многу убав и позитивен пример, се надевам дека ќе ги има уште. Меѓутоа, неодамна вие бевте вклучени во референдумот. Конкретно што го правите?
Нашето здружение подолго време работи, веќе 2 години, на зголемување на учеството на лицата со попреченост во изборниот и политичкиот процес. По направеното истражување во 2016 ние започнавме со активности, така да сега за референдумот за прв пат лицата со попреченост беа наблюдувачи. Ги информиравме, работевме со информативни работилници во 7 града, но и ги зајакнавме нивните вештини за наблюдување на референдумскиот процес. Во моментот ги прибираме извештаите од нив, значи тие прв пат седнаа од другата страна да го наблюдуваат референдумскиот процес. Што недостига? Бидејќи ние во изминатиот период, работејќи на темата, предизвикавме големи измени, системски решенија, каде што се обезбеди од страна на Државна изборна комисија шаблон за гласање на слепи лица, затоа што ние во нашето истражување утврдивме дека слепите лица не гласаат. Гласа некој друг место нив, им е нарушена тајноста на глас. Исто така за референдумот на наша иницијатива се подготви граничник за потпишување. Сакаме да следиме се што се случува, но да го следат оние кои се засегнати. Нашиот извештај финален ќе биде презентиран пред целата јавност во Македонија на пресконференција што го изготвиме. Сега имате некој веројатно нов активен проект, што работи? Во моментот работиме на пристап до информации, затоа што Како ви оди? оваа категорија на граѓани добива неадаптирани информации и не ги знаат своите права. Работиме во 11 општини на источен регион, каде што во моментот не е готово истражувањето на веб страните. Колку се пристапни, дали документите што ги објавуваат општините се разбирливи за оваа категорија или не. Подоцна ќе нудиме менторска поддршка на 3 општини за да ги адаптираат веб страните, но и ќе обучиме локалната администрација за комуникација со лица со различен вид на попреченост. Секоја општина е сервис на граѓаните, каде што добиваат услуги од различни сфери. Дали тоа за собствен дом, за дозвола за градба, исто имаат потреба и самите лица со попреченост. Дали е за социјална заштита, дали е за образование, здравство, сето тоа полека спаѓа на локално ниво. Според нашите истражувања и интервјуата со лицата, ниедно лице не е запознаено со своите права, ниту на локално ниво, ниту на држава. Зошто? Сите знаеме дека лицата со оштетен слух не можат да ги разберат информациите кои се гласовни. Не се употребува знаковен јазик, но за жал медиумите не се во можност титалот да го пренесуваат, но и се изфрлува и од оние основните работи, титалот веќе го нема. Ние бараме да се обезбедат средства и на медиумите, но и кога ќе подготвуваат општините или била која институција, некоја информација што е за општата јавност, да ќе има сите сегменти што ќе разбере секој човек. Особено за слепите лица, секој документ што се прикачува е во таков формат, каде што, дали е тоа барање, дали е некоја одлука, дали е право законско, во формат кој лицето со оштетен вид кој читаат со читач не може да го прочита. Тоа во моментот го работиме со 11 општини и продолжиме понатаму. Исто така продолжуваме и со правото на избор и политичко учество на лица со попреченост, бидејќи нашата визија во нашиот парламент да има пратеници со попреченост и мислиме дека тогаш ќе се смени системот. Од осамостојување на Македонија до денеска ниту еден пратеник нема. Не се застапени на листите
за советници или пратеници, иако имаат капацитет. Еве ние во Сдруженијето веќе имаме момче што е на постдипломски студии на право, правен факултет. Значи има капацитет, но не се менува лесно свеста за оваа категорија. Неодамна бевте вие во Шкотска. Какви се вашите импресии од тоа гостување? Што може од Шкотска да пренесете овдека во вашето здружение? Па нашето здружение веќе 2 години поред оди на студиски посети во Шкотска. Минатата година оваа време бев јас, а сега пред 1 недела се врати нашата колешка. Значи 2 години сме вклучени. Студиската посета е баш во однос на вклученоста на оваа категорија на граѓани во едни поразвиени земји од нас и се состои од 5-дневна работа во Шкотскиот парламент заедно со пратениците. Многу голема разлика има поаѓајќи од инфраструктура каде што живеат сите граѓани, сето тоа е пристапно и достапно за лицата со попреченост. Кај нас во Република Македонија воопшто физичката пристапност не е адаптирана за да може во институциите, но и било каде да се слободно да се движи лице со телесна попреченост кој користи инвалидска количка. Исто така и другите видови. Немаме адаптиран превоз. Дури ние во Куманово и немаме јавен превоз, а не е адаптиран да може слободно да се движат. Таму е се регулирана, комплетна се. Она што највеќе ми го забележаве кога влеговме во парламентот, имаше 5 пратеника, лица со попреченост. Имаме можност да бидеме присутни на седница на која се расправаше подобрување на условите. Иако многу убави услови имаат, но имаат право, како сите останати, каде што лицата со попреченост што беа во парламентот не ја гледа партиската пределба, бидејќи нивниот парламент е сличен како нашиот, по големина. Дури имаат мал број помалку пратеници, тие се ги застапуваа правата на лицата со попреченост. Парламентот беше отворен за сите граѓани. Секој граѓанин може да влезе и да следи седницата. Пратениците им се достапни на граѓаните во секое време, многу разлика од кај нас. И таа седница што ние ја следевме, особено јас, бидејќи бев директно засегната да видам како се решаваат граѓански иницијативи во парламентот, имаше 200 лица со попреченост што ја следеа седницата. 5 пратеника со попреченост дадоа се од себе да се усвои, се усвои. Кај нас се уште нема ниеден и кога и да се вратиме за системски измени, наидуваме на огромни пречки. Значи, нашите пратеници се уште зависат од политичката партија. Ако политичката партија од која се не даде зелено светло, никогаш не може да се инициира таква граѓанска иницијатива, што во светот е поинаку. Секој здружение, но и граѓанин може да поднесе иницијатива по која ќе се расправа. Да ве прашам, сметате ли личен ваш став дека треба посебен фонд да имаат овие здруженија кои работат за доброто на овие лица со попреченост? Кој е вашето размислување? Граѓанскиот сектор, особено здруженијата на граѓани кои се залагаат и ги застапуваат правата на лицата со попреченост, не добиваат сигурни средства и не можат да имплементираат одржливи програми и активности. Значи, вие работите по квартали, така да кажем. Работиш на проекти, аплицираш, тука никој не ти гарантира дека ќе обезбедиш финансиски средства за она што треба да го работиш и што сакаш да го работиш, да се помогне една категорија на граѓани која е на маргините. Дали е тоа во општеството или во локалната заедница, се наоѓаат на маргините. Ние се уште зависиме од странските донатори.
каде што има повици, каде што никаков гарант нема дека вакво здружение ќе добие некој грант за да може да имплементира активности. Исто така не ни се достапни социјалните фондови за кои се достапни на земјите кои се во Европска Унија и кои се во преговорите за влез во Европска Унија. Кај нас се уште не се достапни, тие социјални фондови се наменети токму за оваа категорија. Не е воспоставен систем каде што заедно би работеле за прв пат сега ние со персоналната асистенција, институциите на државно ниво, институциите на локално ниво, заедно со граѓански организации, но поддржани и од компаниите, односно општествената одговорност на компаниите. Ние на неколку пати дадовме некои предлози дека треба некои даноците што се воведуваат секојдневно и се зголемуваат, барем 1% да се двои за буџетот за поддршка на граѓански организации, особено кои ги застапуваат правата на лицата со попреченост. Ние сме една од поактивните организации во Република Македонија. Но верувате, во секој град има здружение кој ги застапува правата. Воопшто не се активни. Зошто? Затоа што немаат средства за да ги активираат овие граѓани да станат видливи. Господин Димитровски, јас ви благодарам. Ви посакувам многу успех во понатамошната работа и секогаш кога ќе имате некои новини, повелете во К3 телевизија, ние сме тука да пренесеме на јавноста. Благодарам и на вас на поканата. Ние секојдневно имаме активности, но поголемиот дел сме надвор од Куманово, но секако што сме тука ќе ви информираме за сите, бидејќи медиумите се голема поддршка и граѓанскиот сектор и медиумите што повеќе треба да соработуваат. Ви благодарам, почитувани гледачи, тоа беше утринска програма на К3. Имате пријатен ден.